видете, во скијањето имате една група на скијачи кои се секогаш присутни на светските надпревари. Светските купови се, да кажам, потешки за учество и тука се бараат тие физ поени, физ точки. И не можете да најдете на светско првенство скијачко некој кој заостанува неколку секунди повеќе од 6-7 секунди во една вожња, во една, во една трка. Да, вкупното заостанување максимум може 9-10 секунди не да повеќе, не повеќе, да. По тоа се разликуваат светските такмичења од олимписките. Потоа е таа втора класа на скијачи во кои можеме и ние да се некако класифицираме, што и тешко се случува да влеземе во таа втора класа на скијачи, каде што вкупниот заостаток е дупло повеќе од овој првиот, значи околу 15 на секунди е во две вожњи. И постојат понатаму играчи, скијачи кои се уште во тој ранг на квалитетни скијачи, кои се заокружува со олимписките првенства. Имате и скијачи од третиот свет, кои се, да кажам, третиот свет во смисла на таму каде што немате снежни врнежи од снег. Да, и символично учествуваат на тие олимпијади, да ги има и повеќе земји учеснички. Од нив не им се ни баран било каков успех, затоа што се разбира дека нивното подневие е такво, но нивното учество е символично. Нашите надпреварувачи, мислам дека спаѓаат меѓу овој втор и трет вид на скијачи по успех. Да. И тоа е, но за ова што сега ние зборуваме, станува збор за нешто сосема друго, станува збор за историја, за нешто што во однос на тие услови кои ние ги имавме, со скијање на Пелистер, со самофинансирање, во смисла на равно на аматерското скијање. Знам што сакаш да кажеш, тој пласман не е одличен, туку супер. Да. Добро, тоа беше во слаломската трка, велеслаломската, не ја заборавив. Стазата беше извозена и пласман беше остварен, меѓутоа дисквалификацијата беше поради погрешниот старт. Секунди, поради погрешно тргнување во дел од тие 5 секунди. Исто како и јас што бев погрешно информиран, па викам дека обично дисквалификација е пробашување на врата, кај тебе не беше таква ситуацијата. Тоа се случи во првата трка. Во првата јас дисквалификуване и нормално немаш право за настав во втората трка. Тогаш во спусти не беше пријавена. Мислам дека имаше право на настав во овие две Јас можев само иницијативно да настапам во спустот за комбинација. Тоа е дисциплина која се комбинира со слалом. Пократок, така, меѓутоа моите способности не беа дотаму за да можам да си ја прифатам таја одговорност. Со мене имаше уште две надпреварувачки од Босна. Едната настапи во квалификациите и се повреди, значи не беше далеку поспремна од мене за спустот, меѓутоа патеката беше направена, подготвена со поинакви стандарди, многу по-строги критериуми и по стрмна стаза, така да таа не успеа да извози стазата и имаше повреди, остана после тоа уште месец дена на рехабилитација, така да добро беше што не си ја зададов таа задача. Таа патека во Мерибел, еве сега името кога ќе го чујат и нашите гледачи, ќе се потсетат малку колку е опасна. Во овој момент чувствувам за потребно и да кажам дека токму на таа патека несрекно падна Михаел Шумахер. Точно на таа патека во Мерибел, големиот тркач во Формула 1 и се уште не е во на физичка кондиција и состојба, сепак здрав организам издржа, меѓутоа не е тој Шумахер и воопшто не знаеме каква е неговата моментна здравствена ситуација. Ова го кажа вака за да потенцирам колку е таа патека во Мерибел и воопшто сите тие олимписки патеки опасна.
и тука треба навистина знаење, умешност за да се совлада и да се постигне резултат како што постигна ти, например, во слаломската трка. И сега Албервил помина, викаш, од Албервил до вечноста. Тоа е испишана убава историја, олимписка, ама ти не се задоволуваш со тоа. Ти со погледите си свртена кон следната олимпијада, а токму после Албервил за прв пат беше повлечена следната олимпијада во Лилехамер на 2 години. Значи 92 Албервил, 94 Лилехамер и потоа повторно си одеа на 4 години олимпијадите за да се разделат летните од зимските, да не бидат во иста година. Затоа беше тоа направено. Да. И ти веројатно си помислуваше точно ќе бидам 17 години во Лилехамер, ќе настапам таму и таму ќе имам едно искуство повеќе ова од Албервил што го имаш. И сега како течеа тие 2 години до Лилехамер? 92 учеството беше символично и тогаш започна практично мојата професионална кариера. И се очекуваше дека во рамките на понатамошната македонска репрезентација, бидејќи Југославија снели се распадна 92 година, дека целиот тим ќе биде реконструиран на македонската репрезентација, дека ќе биде буџетски, професионално реорганизиран. Да, и покриено се од финансиски аспект. И во смислена програма за како ќе се спремаме во наредните 2 години. И тоа навидум беше така и обеќано, така и планирано да се случуваат подготовките за наредните 2 години. Практично така и почна моето професионално вистинско спремање за наредната олимпијада, каде што нели очекувањата не беа да само да се учествува, туку и да се подобри пласманот и да се оди погоре. Апсолутно, да. И ние бевме така започнале во тие подготовки од првите месеци после моето враќање 92 на олимпијада. Меѓутоа, во рамките на нашите учества на тие ФИС надпревари, отидовме само на 2 такмичења, во кои што навистина предходно припремите беа никакви, кој како ќе се снајдеше, еднаш или 2 пати дали бевме отидени, а знаете дека за професионалното скијање од 364 дена, дека треба 2/3 да се помини на снег. Ние ги имавме само тие 3 месеци во рамките на Македонија и еднаш-два пати отидено на припреми од по 2 недели. Тоа беа, значи, во однос на вистинските норми многу малку за да се очекува понатаму некаков резултат. Македонскиот олимписки комитет не презеде ништо, не се интересираше тогаш за вас, бидејќи тој веќе беше формиран, функционираше и на летната олимпијада уште 92 отидовме како спортисти од Македонија, иако настапивме под името независни спортисти, како што впрочем настапија и репрезентативците од поранешниот Советски сојуз. Значи, МОК функционираше, знае дека Лилехамер доаѓа, а вие оставени сами на себе. Не можам до толку да ја знам вистината како сето тоа функционираше. Има повеќе аспекти. Еден од аспектите е дека Македонија никогаш скијањето не го ставила во некоја како долгорочен проект, за да точно се разработи стратегија што се однесува и до тренинзите, и до добри тренери, и до едуцирање или до едуцирање на тренери кои нели преку нивното знаење ќе го пренесат и на нас. Сите тие професионални, да кажам, ангажмани беа многу пропуштени од годините уназад и во рамките на југословенската репрезентација, нели? Така да, што се случи тогаш? Веројатно неуспехот може да се препиши на многу различни нивоа,
Пред се претпоставувам дека е буџетот во прашање, а после тоа и како ќе се распредели тој буџет и дали има доволно професионални луѓе кои ќе може да си ја вршат работата. Ти како спортист, како скијаш, битно е дека си работиш, тренираш и очекуваш да настапиш во Лилехамер, како што рече, куферот беше подготвен, спакуван, чекаш да тргнеш на пат. 2 години, точно, тие 2 години, навистина, јас тогаш бев 3-та и 4-та година во средна гимназија. Се сеќавам дека 2 пати во денот тренирав, секој ден имав двократен тренинг, со оглед на тоа дека немавме снежни можности за, значи, да отидеме негде на глечер да тренираме, претежно припремите се сведува на суви тренинзи. Значи, онаш како еден атлетичар. Да. Трчање, кондициони тренинзи, Вежбите работа во што се сала, неопходни, да. работа во сала, работа со тегови, кондициони тренинзи и така натаму. Возење точак и се она што може да помогне за мускулатурата. Ај сега за помладите, кажи како изгледаше еден ден спортски на еден олимпиец. Еве твојот ден тогаш. Да. Спомна тегови, спомна трчање, спомна сали, спомна отворени терени и така. Како изгледаше? Па стануваш са бајле, бел ден да не видиш, така. Да, затоа што стануваш кога е се уште темно, во 6 сатот стануваш, се спремаш. Например, ако сум била на училиште попладне во 1, станувам во 6 сатот, комбето, тогаш имавме комбе, скијачкиот клуб Пелистер, имаше комбе подолго време. Не се сеќавам за која точно тргнувавме, меѓутоа додека се припремиш, додека јадеш, додека опремата е многу габаритна, додека ја подготвиш, ранецот, скиите, чевлите, опремата се. Да, и горе на 1500 надморска висина, промената на атмосферскиот притисок создава своја промена, нели, на нормално организмот, адаптација бар. Да се аклиматизира. Тренингот почнува од кај 8,5 сат, од 9. Капиите ке ги наредеше нашиот тренер Нико Гемтовски. Трениравме до кај 12 сатот. Јас немав време да си одам до дома некогаш, него директно ме оставаја со комбето пред гимназијата. Сендвичот спремен веќе во торбата, во ранецот, ке јадев по пат или некогаш горе на планина ке јадев. Не само јас, него и сите тогаш кои беа врсници и заедно скиевме. Имаше доста натпреварувачи. Лекцијеве кој ги учеш? Кога ќе се врат, да, навечер, кога ќе се врате во 7 сатот вечерта, капната уморна, ке почнев со учење, некогаш на книгата ке заспиев, ке си го навиев сатот да преспијам, па во 9 вечерта ќе се разбудев, ке учев до 11-12 сатот. Значи, навистина нашата Весна не виде бел ден во тие подготвителни денови за Олимпијадата. Па и ноќта ти беше ептен црна, бидејќи речи учеше до полноќ, за да ги научиш лекциите, да не заостанеш од другарите во школото. Толку напори, толку жртвувања, а не дојде до учество на Лилехамер и тоа за тебе што значеше во тие моменти? Разочарување сигурно огромно. Беше, со збор не може тоа да се опише. Значи, прво беше несватливо што мене никој не ми се јави да ми каже дека дента кога треба да поминат, да дојди комбето да ме земи, нашата македонска репрезентација, сојузот, нели, на Македонија, дека никој не ми се јави да ми каже дека не доаѓа да ме земи. Затоа што бевме договорени дека одиме за Лилехамер. Не се јавија, јас отварањето го гледав на Олимпијадата на телевизор. Не заплака тогаш од мака?
Од преголема возбуда не. Не знаев, од зачуденост не. Не ми се веруваше. Мислев дека другиот ден можеби ќе отидеме, дека има време за трката, нели, тие не се веднаш сите трки во еден ден. Со многу прашања и кон моите родители, нели, кои би требало по предпоставка, нели, да ги знаат одговорите на нивните деца. Не знаеа ни тие како да ми одговорат, немаше никаков одговор, исклучени телефони од страна на моите тренери, од страна на тие кои беа во тогашно време председатели на овие институции кои се и од Олимписки комитет и од Федерацијата, апсолутно да. После повеќе, подолго време се слушна дека во суштина сме немале доволно физ поени за да се настапува, меѓутоа тоа беше само изговор затоа што физ поените беа од следната година зацртани. Јас се сеќавам дека на самото отварање коментаторот кој го водеше отварањето на Олимпијадата запраша и извести директно од таму дека организаторот во Норвешка запрашал каде е македонската репрезентација, зашто нивните седишта биле празни за време на отварањето и нели во подоснежните надпревари. Зошто тоа се случи? Како се никој не ја превзеде одговорноста, јасно и гласно да излези и да го потврди, да ја потврди причината за нашето неучество на Зимските олимписки игри, а требаше да учествувам јас и требаше да учествува Владимир Тренчевски од, ми се чини дека беше од младост, скијачкиот клуб. И навистина штета, тука ќе имаше едно искуство повеќе на Албервилското олимписко. Да, и ќе беше прво наше учество на Зимските олимписки игри како Македонија. Да. И тоа беше голем несватливо како е возможно да Македонија учествува во рамките на југословенската репрезентација пред 2 години, а сега самите да не си можеме да си однесиме наш надпреварувач. Па и затоа кажуваме и во овие емисии првата македонка наша учесничка на Зимските олимписки игри. Значи, таа прва можеше да биде учесничка и на следните, но овој пат под името на својата држава, но до тоа не дојде на следните олимпијади, веќе веројатно и во МОК сватија каква грешка направиле, па може би имаше и послаби надпреварувачки од тебе во тој период, па одеа на олимпијадата и единствено еве Бристевски во Сочи не зарадува со 29-тото место, се сеќаваш во слаломската трка. И ете, се случуваат тие работи, сега тоа се случи. Ти го почувствува на свој грб, што значи тоа, и дали тоа беше пресудно за тебе за натамошната скијачка кариера? Па видете, кога ќе се размислува професионално, треба да предпоставувам дека е така и со сите професионални ангажмани. Кога детството ќе помини, кога ќе се види границите до каде може да се постигне успехот, се чувствува годината, еве тоа нека биде 2 или 3 години, каде што чувствуваш дека си го постигнал максимумот. Максимумот во овој случај не беше конкретно поврзан со моите способности, туку и покрај тоа што е ова индивидуален спорт, тимот како работи и колку околу него, околу самиот спортист се ангажираат луѓево, многу е важно за успехот на самиот спортист. Така да кога ќе почувствуваш дека стагнираш година-две, чувствуваш дека во суштина веќе полека размислуваш за повлекување. Така, секако. И ти на колку години се повлече? На 17. Веднаш после моето неучество во Лилехамер, јас веќе тогаш бев започната со моите подготовки за упис на Ликовната академија. Веќе 2 години активно цртав и се спремав за да се запишам на Ликовна академија. И мене ми беше јасно дека и да отидам во Лилехамер, дека нашево скиење и вложувањето во
скијањето во Македонија е далеку зад професионализмот и дека ќе едноставно, единствено ако можеше нешто да се постигни, тоа беше да се извози трката, првата и втората и да се има пласман. Така, или пак да се насочам кон некои тренерски ангажмани понатаму, да станам тренер по скиење. Меѓутоа, и за тоа бараше некои додатни финансии, каде што ќе се отиде во странство, да се дошколувам. Тие стипендии, се сеќавам дека беа еднаш обеќани од Министерството за спорт, конкретно за спортови кои во нашиот регион беа дефицит, како тенисот, како скијањето. Меѓутоа, за скијањето не беше доделена таа стипендија. И тоа не се оствари. Така да јас тогаш конечно сватив дека ќе си... Ти си одеше на академија и ја заврши академијата. Да. И сега работиш како? Сега сум професор по ликовно образование во Основно училиште Даме Груев, овде во Битола. Значи во Битола сега ги учиш дечињата на сликање, на уметноста, тоа е убава работа, а дали некогаш вака во текот на часовите ќе прозвориш нешто за спортот, за скијањето? Ретко. И дали воопшто децата знаат која си? Ретко сум имала прилика, некои од децата знаат, бидејќи нивните родители се генерација моја, така да ги препознавам по погледот дека некогаш знаат, меѓутоа децата го немаат, поготово денешниве деца, го немаат тоа чувство на не е како порано, сакаш да кажеш. Поинаку беа времињата, поинаку се гледаше на спортот уште од детските денови, еве ти од 2,5 години почна да скијаш и сега каде е насочено твоето внимание? Би рекол покрај училиштето во приватниот живот и така. Така работам, освен како професор во основно образование, сум и професионален самостоен уметник. Си имам ангажмани и излагам, работиме моментално со мои многу драги колеги на проекти од областа на ликовната уметност. Тоа се престои во природа, работа со различни материјали. Мислам, проект кој во некои други прилики повеќе би зборувала за него, но секако е поврзано со љубовта кон природата. Добро, не можеш да избегаш од природата, од младоста, од мало детенце си во природа, еве и сега те врзуваат убави спомени, еве и јас бидејќи бев во Албервил се сеќавам на тие мигови, на тие моменти. И единствено на крајот ми останува да ти се заблагодарам што еве прифати да учествуваш во оваа емисија посветена на македонските спортски легенди. Овдека ќе повторам насловот од Албервил до вечноста, би додал и во македонската спортска историја, како Весна Дунимагловска, прва македонка учесничка на Зимски олимписки игри. Ете, тоа беше нашата гостинка во оваа емисија, почитувани гледачи.